утро се наоѓаме од пред Македонска филхармонија. Кристина убаво не најави, нема многу да должам. Во рамки на Скопско лето 2025 Дирекцијата за култура и уметност организира навистина еден прекрасен музички настан, можеме да кажеме музички спектакл. Тоа можеме да бидеме горделиви, го организира еден наш познат, признат светски музичар Венчеслав Поповски. Со него ќе разговараме, ќе ни ја прераскаже програмата во 20 часот и 30 минути во рамки на Скопско лето. Ти благодарам што утрово одвои време, знам дека сте постојано пред да почне настанот секогаш со проби, со многу организирање, меѓутоа сметам дека се е подготвено за вечер. Благодарам за поканата и што дојдовте овде денес пред концертот да направиме интервју, да видат гледачите за што се работи и благодарам уште еднаш. Така, вечерва во 20 часот и 30 минути на сцената на Македонска филхармонија, квартет. Да, значи во склоп на Скопско лето, 46-то Скопско лето, организиравме концерт кој што е хармонија во три стила. Зошто е три стила? Бидејќи е составен од три различни стила од областа на музиката. Тоа е класиката, филмот и нашите корени, нашата традиционална музика. Значи на концертот ќе бидеме јас со моите драги пријатели. Тоа се квартетот од Австрија, Асијас квартет, кој што си всушност и културен амбасадор низ целиот свет на Австрија, и пианистот Рихард Рикон од Словачка. Одлично, на програмата кажавте буквално и така и во најавата три света. Значи, три така области ги споивте во едно и навистина публиката ќе има можност. Три области, три различни држави, три различни култури, да кажам. Така, на програмата може да ни откриете кој дел, што ќе се свири? Па, од класиката ќе бидат земени најпознатите композиции, да кажам, како Dein ist mein ganzes Herz, тоа е австрийска композиција, една убава, љубовна композиција. Тука е Pio Penso, Once Upon a Time in America, Ennio Morricone. Една по една ви кажам, значи, така, по една од сите стилови. Тука се и нашите традиционални песни кои што како Калеш Ангио, како Јовано Јованке и многу други. Наистина, она што вака го кажувате накузо, Да. можам да забележам дека навистина прекрасна. Ќе биде интересен програма. концерт, бидејќи се избрани најубавите песни, композиции од сите жанрови, да кажам. Така. Нешто што малку ќе излеземе од вечерашната програма, од она што го работите. Вие сте градител на виолини. виолини. Така, значи Колку години, колку време го работите? па веќе 8 години се занимавам со градење на инструменти. Тоа вроди со, значи, од моите рани години, од почетокот јас виолината беше со мене и вроди со љубов и внатрешно чувство да некако да почнем да изработувам или барем да се интересирам за како изработен тој инструмент. На 17 години го почнав мојот прв инструмент и го завршив и така еден по еден вроди со големи успеси, кај што добив и награда, првата награда во 2023 година во Аризона во Америка. Таму земав сребрен медал, после дојдоа и многу саеми, еден од нив е најголемиот саем за музички инструменти во Кремона, тој е најголемиот саем и Македонија за прв пат се представи на тој саем, а после тоа дојде и надпреварот за градење на музички инструменти, на гудачки всушност, во Америка, кај што добив и сертификат за тоа. Колку време треба за една да се изгради една виолина? Зависно колку се посветуваш секојдневно, така, значи од прилика еден месец треба за еден Продолжи инструмент. тоа навистина на Македонија насушно и требаат вакви, морам да кажам, и музички стручњаци, еве еден оперски пејач, а и градител на виолини кој што завршил. Во исто време и квартетот ќе свири на мои инструменти на концертот, така да склоп на повеќе уметнички области, да кажам. Така.
Венчеслав, ти благодарам за директното вклучување во утринската програма на македонската телевизија. Уште еднаш ќе ги поканиме тие што... голем благодарност до вас, бидејќи ќе го снимате самиот концерт. Ги поканувам сите ваши гледачи, па и сите останати, и вас нормално, да присуствувате, да дојдете на концертот и се надевам дека убаво ќе се поминете. Ви благодарам многу. Благодарам.